Не знам дали уште се читаат книгите за Давид Коперфилд, Хаклбери Фин, Оливер Твист. Тука можеме да вклучиме и Том Сойер, но не припаѓа баш во таа група. И Тарзан исто можеме да го вклучиме. Што е заедничко меѓу тие ликови, они што ги читале? Сите се сираци, точно така. Том Сойер расте со својата тетка, Поли, мислам се викаше, и не беше така. Како и да е, сите се сираци и се справуваат во животот, како и да е. Но тие се ликови од романи. Во романите се е можно. Во секојдневниот живот не е лесно да си сирак. Обично децата без родителска грижа не успеваат во животот. И посебно тоа било така во древноста. Денес има служби, социјални служби кои се грижат за сираците и многиат некаква форма на згрижување, додека во древноста немало такви работи. И затоа во Библијата на сираците се гледа како на некаква посебна категорија, социјална категорија, која е под посебна Божја грижа. И затоа фразата сираци и вдовици, како така најзагрозена категорија, често пати се спомнува заедно во Библијата. Дури на едно место, во Псалм 68:5, Бог е наречен татко на сираците и заштитник на вдовиците. Татко на сираците. Христос им рече на учениците дека нема да ги остави сираци. И тоа го кажува така една специфична ситуација, последната вечер со учениците, им ги дава последните поуки и нешто кои ги вознемируваат, што, пример, им вели, после 3 години заедничка служба, заеднички живот, им вели сега, јас ке ве напуштам, јас се заминувам. И таму каде што одам, нема да можете и вие да дојдете. И тоа создава забуна, ги плаши учениците. Зашто и навистина после неколку часови ќе го видат Христос како го тепат, како го навредуваат, го понижуваат, ќе го убијат и ќе го погребат. И навистина учениците ќе се почувствуваат како напуштени, како изневерени. И кога Христос ќе воскресне и ќе се присоедини по патот на двајцата ученици кон одат кон Емаус, тие ги споделуваат таквите чувства на изневереност. Ни ветуваше, му верувавме, а еве, тој не напушти. Дури сега велат дека воскреснал, што уште повеќе ја зголемува нашата мака, нашата болка. И знаејќи го тоа чувство што учениците ќе го имат, Христос им вели овдека, не плашете се, нема да ве оставам сираци. Ке се вратам пак, ке бидам со вас. Службата, заедничката служба што имавме, нема да прекине, ке продолжи. Делата што беа вршени досега и понатамо ке се извршуваат. И дури вели во уште поголема мера. Делата што јас ги правев и вие ке ги вршите и поголеми дела ке вршите. Тоа е првото ветување што им го дава во тој контекст овдека. Поголеми дела. И ова малку буни, зашто лично јас не познавам некој од црквата што извршил поголеми дела од Христос. Не сум чул некој кој нахранил со 5 лева и 2 риби 20.000 души. Не сум чул некој од вино, од вода да претвори вино. А Христос сепак вели дека неговите ученици, тоест неговата црква, ќе прави поголеми дела од неговите. Како да го разбереме тоа? Зашто сепак Христос е совршенството на божественото дејство. Тој квалитет на божествено дејство кој никој не може да го врши. Како ќе го разбереме тоа? И навистина, да, потоа делата на црквата беа поголеми од Христовите дела. Христовата служба беше ограничена за тие 3 години во Галилеја, Јудеја, тргна оттаде Јордан во Декаполис, малку навлезе во Сирија, но беше ограничена во тој регион. Имаше 12 ученици, сигурно имали повеќе,
с неговото воскресение или неговото вознесение го забележале 500 ученици, вели Павле, во 2 Коринтини, во 1 Коринтини 15 глава. Меѓутоа, и дури таа мала група ученици кои што имаше за таа 3-годишна служба, остана некако несигурна. Например, кога Христос беше фатен и убиен и погребан, се испокрија во дупки. Се уплашија. На екзекуцијата и на погребот присуствуваа само неколку жени и Јован. И оној што одстрана, например, го наблюдуваше тоа служење, заклучокот беше во тие денови, беше убава службата, голема служба, со многу учење, со многу дела, со многу чуда, меѓутоа завршува некако срамно. Учениците, уплашени, се кријат. Како тоа наликуваше како крај на Христовата служба. Навиду. Но што се случи после неговото вознесение? Петар во една проповед на Петдесетница доведе до Христос 3000 души. Потоа во друга проповед уште 2000 души, 5000 души стана црквата. И таа црква почна да расте. Се ширеше Евангелието према Самарија, Сирија, Мала Азија, Европа и гледам во делата на апостолите, за еден краток период од 30 на години стигна до Рим и откаде што потоа се расшири низ целиот свет. 100-150 години подоцна Тертулијан во едно свое апологетско дело до противниците ќе напише: ние сме народ од вчера, значи тоа е некаде крајот на 2, почетокот на 3 век. Ние сме народ од вчера, а сепак го исполнивме секое место што ви припаѓа вам паганите. Градови, острови, тврдини, населби, собранија, вашите логори, вашите племиња, чети, палатата, сенатот, форумот, секаде пробивме. Само идолските храмови веќе ги оставивме. И тоа е вистината за црквата веќе во 2, 3, 4 век, која буквално го зазеде светот со Евангелието. И тоа е овие мисли на Тертулијан го изразува тоа мокно дело на црквата, на растеж, не со оружје, не со некаква посебна човечка сила, не со некакви чуда, би можеле да кажеме, со проповедањето на Евангелието. Евангелието на благодата. И она што Исус овдека им докажува дека учениците, апостолите, црквата ќе бидат опремени со се што им е неопходно за проповедањето на тоа Евангелие и за тоа мокно дело на обраќање. Така да, црквата, учениците, апостолите и црквата понатаму врши поголеми дела во, как може да кажеме, како количина. Да. И најголемото чудо всушност е чудото на обраќање, како што вели Лутер, нема поголемо чудо од тоа мртвиот, духовно мртвиот да воскресне за вечен живот и непријателот на Бог да стане негово дете. И вели понатаму Лутер, секој ден сведочи за чудо по чудо. Навистина, така е. Не слушаме ние во светот секој ден некој да претвора вода во вино. Не слушаме некој да храни 20.000 души со 2 леба. Но секој ден се извршува тоа чудо. Човечки души биват доведувани до Бог. И тоа нешто Христос овдека сака да го каже. Вие ќе вршите поголеми дела од моите. Црквата, како Христово тело, како тело кое што не е во таа форма, како што беше Христовото во унизено тело, во целиот свет ќе го врши Христовото дело. И тука, клучното за тоа, вели Христос, е тоа што јас одам кај својот Отец. Вие ќе вршите поголеми дела, бидејќи јас одам кај својот Отец. Со други зборови, тој сега се враќа во својата слава, она за што се молеше, да би во 70-та глава, да му е врати таа слава што имаше, божествената, небесната слава, и таму во таа небесна слава ги оспособува
верните со Духот, со Светиот Дух, да го извршуваат неговото дело. И така, Христовото дело продолжува. Христос свети на учениците дека тие ќе ги вршат неговите дела. Тие дела кои што Христос ги вршеше, ќе продолжат, и тоа е всушност службата на црквата. Продолжување на Христовото дело. Лука во книгата Делата на апостолите, она што тој го прави всушност тамо, и да покаже како Христовата служба и после вознесението продолжува. Зашто црквата што е? Телото Христово. Црквата е Христос на земјата. И тоа не е едно унизено тело како што Христос имаше за тие 3 години, кој беше локално, географски ограничено, туку едно комплементарно тело кое е успособено со дарбите од Духот, успособено со сила да ја врши таа Христова служба. Црквата продолжи со уште поголеми дела да извршува службата на Господ Исус Христос. И тоа е значењето на овој текст. Пророштво за тоа величествено ширење на Евангелието на Исус Христос и кој што гледаме дека се исполнува. И тоа парото ветување. Вели, вие ќе вршите големи дела, поголеми дела од моите. И продолжува, бидејќи јас се враќам ко Отецот и јас оттаму ќе ви дадам се што ќе побарате во мое име. Дава гаранција дека навистина службата ќе продолжи. Христовата служба ќе продолжи понатаму. Нема да ги остави сам, ќе биде со нив. Што е да посакате, вели? Од Отецот во мое име, бидејќи јас сум таму, кај Отецот, ќе ви го исполнам за да се прослави Отецот во Синот. Ако посакате нешто во мое име, јас ќе го направам. Ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Да се молиме во Христовото име. И ние се молиме во Христовото име. И тоа станува како литургиска формула. Не, ги завршуваме нашите молитви, ние како протестанти, во името на нашиот Господ Исус Христос го бараме сето тоа. И така и треба да биде. Да, тоа е библиско, но возаветно е. Навистина ние влегуваме во заветен однос со Христос, што нели тој рече, тоа е заветот што го склучувате со мене, како Синот Божи кој што е едно со Светиот Дух и со Отецот. Ние така влегуваме во заветен однос со целото Божество. И затоа се молиме, нели, бидејќи имаме единство со Христос, ние во него, тој во нас. Се молиме на Отецот во името на Исус Христос и би било правилно литургиски да кажеме преку силата на Духот, зашто Христовото присуство во нас или силата доаѓа преку Духот во нас, како и да е. Она што е проблематично е што таа фраза, таа формула во името на Христос станува како некаква магиска формула и ние ја додаваме кон нашата молитва како некаква гаранција дека тоа што го бараме ќе ни се даде. Јас сум слушал, не знам дали сте имали вие таква можност, нели, луѓе кои го користат тоа во името на Христос, за сека во името на Христос излези сатано, во името на Христос стани и биде излекуван, во името на Христос. И тоа се претвара во едно клише како некаква магиска формула која ќе треба да изврши некакво магиско дејство. Но што значи во името на Христос да се молиме? На друго место Јован ни дава истиот автор, ќе користи истите идеи во своето прво послание. Тој е неговиот стил на крајот кога ќе напише нешто, да каже зошто го напишал тоа. Така и со Евангелието, нели, ова Евангелие ви го напишав, нели, за да поверувате и така натаму. Или пак во посланието првото вели, ова ви го напишам вам кои верувате во името на Синот Божи, за да знаете дека имате живот вечен. Вие кои верувате, ви го пишувам вам кои верувате во името на Синот Божи. Да знаете дека имате вечен живот, бидејќи верувате во името на Синот Божи.
и да продолжите да верувате во името на Синот Божи. И бидејќи верувате во името на Синот Божи, имате вечен живот, кога барате нешто сега, пак вели, по неговата воља, тој ве услишува. Сега гледате, и користи истите фрази, и тука името негово, името на Синот Божи, волјата на Синот Божи се синонимни фрази. Која е разликата да веруваш во името на Синот Божи и потоа да бараш според волјата на Синот Божи? И што значи воопшто име? Што значи да веруваме во името? Во зборовите ИС, УС или нешто друго? Името во библиското значење вклучува личноста. Се она што припаѓа на една личност. Личноста во своите карактеристики, во својата суштина, во својата природа, во својата волја, се она што прави една личност. И кога вели да верувате или пак да се молиме во името на Исус Христос, ние мислиме личноста Христос. Се молиме во неговата личност, разбирајќи што значи таа личност, каква е таа личност, што сака таа личност, што има таа личност за нас. Сето тоа е вклучено во таа фраза да бараме во името на Христос. И на крајот на краиштата да се бара во името на Христос нешто, значи да се бара прославување на Христос, а конечната цел пак на службата на Христос, само тој вели, која е неговата волја, да биде прославен Отецот. И така тој вели, барајте во моето име, за да биде прославен Отецот во Синот. Тоест, Синот да биде прославен и преку Синот да биде оддадена славата на Отецот. Мислам дека нема подобар пример од таква молитва, од онаа со која се молеше Павле во 2 Коринтини 12 глава. Таму вели дека имал трн во телото. Непријатна работа, болна работа, сигурно била болна работа, до таа мера што дури и службата му била доведена во прашање. И тој се молел еднаш, два пати, три пати и на крајот Бог му рекол, ќе ти остане трнот, доволна е мојата благодат. И апостол Павле разбира дека тој трн му е даден за да не се возгордуват многуте откровени, од многуте искуства што ги има со Господ. И всушност идејата, она што му го кажа Бог, она што го сваќа многу добро апостол Павле преку тие молитви, тоа општина со Бог е дека тој трн треба да го држи слаб. Слаб за да се види дека сите тие откровенија, сите тие искуства, сите тие служби што тој ги има успешни, не се резултат на неговата способност или сила, туку резултат на Христовото, Божјото дејство во него. И тој кога го разбира тоа, во смиреност вели, што ме така, јас уште повеќе сега ќе се фалам со мојата слабост. Тоест, насекаде јас ќе ја зборувам мојата слабост. Ќе ја рекламирам мојата слабост. Ќе им кажувам колку сум слаб и тоа ќе ми биде мојата фалба, зашто така, кој ќе се прослави? Христос. Ќе се прослави Бог. Целата слава ќе му биде упатена нему. И тоа она што, нели, како крајна цел на молитвата, и во случајот со Павле, овде дека Христос го спомнува, да биде прославен Христос и преку него или во него да биде прославен Отецот. Зошто го кажувам тоа? Зашто пак ние фразата во името на Христос се користиме така во форма, литургиска форма, но не се молиме често пати во името на Христос, зашто и дури кога бараме правилни работи за делото, за службата, дали бараме во името на Христос во смисла да се оствари неговата волја, а тоа е прославувањето на Отецот. Зашто многу пати бараме во името на Христос, правилното го бараме, меѓутоа го бараме на крајот за собствено издигане или собствено прославување. И тоа на крајот на Христа не е барање во името на Христос. Бараме во свое име. Бараме во својата волја, бараме во својата желба. Бараме за своите вакво задоволување некако.
Затоа да внимаваме дали бараме навистина во името на Христос. Бог вети, ќе правиме големи дела, поголеми од неговите. И тоа не се случува, пак ќе кажем, задолжително со чуда, дори најмалку со чуда, оне што Христос ги правеше. Станува збор дело на ширење на Божјото царство, на спасение на души. Но, вели, ќе ви ги дадам сите тие нешто што се ви необходни, ако барате во моето име. Ако барате според мојата личност, она што е мојата воля. А на крајот на краиштата, волята е прославување на Бог, на Отецот. И потоа продолжува и вели, ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Како, може да кажем, уште еден услов да се вршат тие дела. Фразата ако ме љубите, пазете ги моите заповеди, би требало да се разбере, за да ги љубите, за да ги пазите моите заповеди, треба да ме љубите. Или оној што ме љуби мене, тој ги пази моите заповеди. На крајот на овој текст, во заклучокот, Христос ќе го повтори, скоро сите тие идеи ќе ги повтори и ќе рече, кој ги пази моите заповеди, кој ги има заповедите мои ги пази, тој е оној што ме љуби. Значи, тоа е како неков каузалитет. Оној што ме љуби, тој ги пази моите заповеди. Љубовта се јавува како така некаква услов, како услов да ги пазиме неговите заповеди. Зошто? Зошто во нашето срце има, останува во нашето срце себичност, остануваат сите тие себични, недостојни, нечисти нешта, кои ги свртуваат нашите копнежи кон самите нас. Единственото нешто кое не фокусира правилно во животот е љубовта. Љубовта е таа, дури во секојдневниот живот, не само кон Бог, е таа што го уништува себичноста и натера да правиме за другиот, да се жртвуваме за другиот. Ако нема љубовта, го нема тој вистински мотив. Зашто љубовта не е, како што ние денес ја разбираме, пријатни чувства, топли чувства, може да има. Меѓутоа, многу пати во нашите служби кон Бог, кон луѓето, ги повредуваме нашите себични чувства. Нема пријатни чувства, зашто тоа се тешки работи. Тоа се одговорности кои треба да ги вршиме. Кои не носат топли чувства, но го прават правилното. Правилни се тие решенија. Љубовта е таа која кон Бог, која што ќе не потекне, ќе го даде тој доволен мотив да ги направиме тие, да бидеме послушни, да ги вршиме неговите заповеди. Љубовта, вели Томас Чалмерс, е еден од, и не еден, може би најголемиот водач на шкотската црква во 19. век. Тој прво е водач на шкотската национална, потоа на слободната шкотска црква. И тој вели, ништо не ги отстранува идолите во нашето срце, како што тоа го прави љубовта на Господ. Таа, вели, како жива вода, како жива река, поминува ни срцето и не насочува кон Христос, да му служиме нему во љубов. Како го напишав тоа на Фејсбук, како најава за проповедта, се гледа Херкул, една од 12-тите големи задачи, невозможни, е да ги исчисти шталите на авги, кои се многу, илјадници грла говеда, штали кои не се чистени 30 години. И што прави Херкул, или Херкулес, како што го викат кај нас, насочува 2 големи реки кон шталите, тие поминуваат и стануваат чисти, светата чистота. И така, тоа е илустрацијата што ја користи Чалмерс. Христовата љубов е таа која што поминува низ нашето срце, не ослободува од таа себичност, од нечистотијата и не насочува кон Христос. Зашто во спротивен случај нашето однесување или нашата служба
ќе се сведе на некаква механика, на легализам, на извршување на одговорност заради одговорноста. Да, ние имаме одговорност кон Бог, но меѓутоа ние сме задолжени кон Христос, но на крајот на краиштата вистинската служба е онаа која што не се извршува заради задолженост, туку заради љубов. И Хадсон Тейлор има една анекдота. Му дошле тројца мисионери, кандидати за мисионери од Англија во Кина. И го прашал првиот и му рекол, го прашал, зошто си овде? И тој одговорил, па зашто ми е жал за кинескиот народ, да не погине во пеколот, да биде спасен. Дојдов сум овдека да ги го евангелизирам. Добро, рекол, се свртал кон другата, ти зошто си овдека? И тој рекол, па зашто Христос ни заповеда. Тој ни заповеда да правиме ученици до крајот на земјата, сите народи. Рекол, добро, и се свртал кон третата, ти зошто си тука? И третиот одговорил, зашто го љубам Христос. И не можам да правам ништо друго, освен од љубов кон Него, да му служам. И тогаш рекол, ова е вистинскиот мотив. Кога ќе дојдат тешките моменти, твојот жал кон народот ќе се стопи. Исто како што и твојата желба да ги исполнуваш заповедите во тешкотиите ќе исчезне. Единствено ако имаш навистина љубов кон Христос во срцето, која гори и те тера да му служиш, ќе устоиш и во искушенијата. И затоа Христос овдека вели, оние што ме љубат, ги извршуваат заповедите, или ако ме љубите, пазете ги моите заповеди. Навистина тоа е љубов која не е природна. Ние не можеме самите со сила, со мускули, со тренирање да си ја создадеме. Тоа е плод. И сосема природно тука доаѓа темата за параклетот. Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Сето тоа што го ветува Христос, дека тие ќе прават дела, дека ќе им биде дадено се што им треба, кога барат во Христовото име, за да биде прославен Отецот, за исполнувањето на заповедите, дури и за љубовта, сето тоа возможно бидејќи тој нема да ги остави сираци своите ученици. Туку ќе го помоли Отецот и ќе им даде друг утешител, вели. И тука зборот е параклетос, или од зборовите пара, што значи покрај или паралелно, нешто што е тука до тебе, и калео значи викање, ајде, дојди. Тоест, значењето е некој што е повикан да биде покрај тебе. Тоа е буквалното значење. Во древноста, параклетот е правно лице. Тоа е човекот што во судниците го заштитува обвинетиот, адвокат. Меѓутоа, не само адвокатот, секое судско, тоа е правно лице е параклет, дури и оној што обвинува обвинителот, и тоа е параклет, зашто пак тој ги застапува интересите на оштетената страна. И треба да го обвини, да докаже вина кај обвинетиот. И адвокатот во древноста и обвинителот се параклети. Истиот збор. Па дури за Светиот Дух се користи двете значења. Овдека е параклет во смисла на оној што е со нас, да не застапува, а пак понатаму 16 глава ќе го представи Христос како параклет кој го обвинува светот за грев. Оној кој треба да го убеди, да го обвини, да го увери дека е грешен. Но овдека идејата е таа. Параклет кој што се застапува, кој работи во твоја полза. И тука е интересно како Христос го најавува. Друг утешител. Што значи друг утешител? Нема да ве оставам сираци, зашто ќе ви пратам друг. И кога вели друг утешител, тој има предвид друг како мене. Тоа е идејата. Јас бев досега вашиот параклет и си заминувам и ќе пратам друг параклет.
И тоа никако не може да значи, ќе ви пратам некаква сила, зашто кога зборува за параклет, како мене зборува за нешто што е како него, од истиот вид. Не може да биде... Како, представете се, некој вели на децата сега, јас заминувам, а нема да ве оставам сираци, ќе ви оставам компјутер, чат GPT. И нема да бидете сираци. Не, за да не бидат сираци, треба да имат личност која ќе се грижи за нив. И во таа смисла Христос вели друг утешител. Понатаму ќе видиме во текстот, тој почна да говори за личност, конкретно во, нели, ги употребува сите карактеристики за личност. Не може во никој случај да говориме за Светиот Дух како за некаква сила, а не, нели, нешто не е личност. И затоа зашто самиот Христос и тој е параклет. Всушност се сменуваат тука некако службите. Истиот Јован овдека во посланието што, нели, ви го спомнавме, во 2 глава, 1 стих вели: чеда мој, ова ви го пишувам за да не грешите. И ако некој сгреши, како што убаво се молеше Тони во оваа молитва, 1000 пати, кај Отецот имаме застапник. И сега овдека преведувачот вели застапник, а не утешител. Истиот збор, параклет или параклетос, Исус Христос. Ние имаме утешител на небото, покрај Отецот. Тој тамо се застапува. А овдека тој повторно присуствува меѓу нас преку Духот. Тој е тој друг утешител. И овдека, нели, наближува времето да ве напуштам, но не ве оставам сираци, зашто ви оставам друг утешител кој од истиот вид, божествен, од истата природа. И тој сега што ќе продолжи службата на Христос. Во која смисла? Тој ќе ги поучува, тој ќе ги охрабрува, тој ќе ги уверува, тој ќе ги подига. Се она што го правеше Христос до тој момент. Им дава водство во нивниот живот. И нешто повеќе. Никогаш нема да ве напушти. Со други зборови, јас никогаш нема да ве напуштам. Јас ќе бидам секогаш со вас. Ќе изгледа како на крстот и во гробот, како да сум ве напуштил, меѓутоа вистина дека никогаш нема да ве напуштам. И тоа е таа гаранција. Не понатаму ќе видиме, Светиот Дух е тоа што ја одржува, не одржува нас во светлината, во праведноста, во спасението и одржува црквата. И присуството на Светиот Дух всушност значи таа сигурност. Си одите ли Светиот Дух? Ние сме во темнина. Присуства ли Светиот Дух? Ние сме во светлина. Ние сме во вистината. Никогаш нема да ве напушти, никогаш нема да останете сираци, со други зборови, секогаш ќе бидете во заедништвото со Отецот, Синот и Светиот Дух, во Божјото присуство. Не може да бидете отворени, не може да бидете изгубени. И го дефинира по 70 стих како Духот на вистината. Се она што Христос ги учеше до тој момент и повеќе од тоа Духот или утешителот ќе ги учи. Ќе ги подсетува и ќе ги учи. Тоест ќе им даде едно целосно откровение. Во онаа мера во која што човекот може да има откровение. Откровение ќе им даде Дух, за да може тоа откровение понатаму апостолите да го запишат. И тој истиот утешител нам ќе ни дава јаснотија, разбирање, увереност за таа вистина. И така всушност Христос пребива во нас. Вистината е Христос, Словото е Христос. Ние тоа Слово, општиме со тоа Слово, го читаме. И Светиот Дух го оживува Христос преку Словото во нас. Тоа е службата на Светиот Дух. Не храни. Го вселува Христос повеќе и повеќе во нас. Онака како што го проучуваме Словото, онака како што го запознаваме се повеќе Христос, ни повеќе го љубиме, колку што повеќе го запознаваме, и тој повеќе и повеќе доминира во нас. Станува се повеќе и повеќе Господар нашиот живот. Повеќе и повеќе има послушност кон неговите заповеди и повеќе ние стануваме како него во неговата љубов, во неговиот карактер. И таа служба што Духот ја врши во нас. И продолжува.
таа служба. И тука е разликата. Вие го имате тоа, светот го нема. Светот го нема, светот не ја знае вистината, зашто го нема духот на вистината. Зашто е во темнина. Присуството на Светиот Дух значи присуство на светлина. Значи присуство на вистина. Отсуството на Светиот Дух значи темнина. Зашто светот е во темнина. И светот не може да ја познава вистината. Како што пишуваше Павле во 2 Коринтини 4 глава, Бог кој рече светлина да изгрее во темнината и оно што засвети во нашите срца, за да не огрее во светлината на познавањето на Божјата слава во лицето на Исус Христос. Павле беше или Савле во темнината. Ја гонеше црквата, беше најголемиот непријател, додека не го огрее светлината во лицето на Христос. Влезе во него духот и тој стана најголемиот апостол на црквата. Светиот Дух е носителот на вистината, на светлината, на познавањето и оно што не држи во таа вистина. Џон Хатон е претходникот или учителот на Мартин Лојд Џонс во Вестминстерската капела. И тој има напишано така неубави зборови, вели: сегаш кога светилките во црквата горат слабо и љубовта заладува, кога стражарите задремуваат додека младоженецот доцни, обновителот и одржителот на својот народ секогаш стои на вратата. Тој постојано создава нови сведоци за себе на најнеочекувани места, како што го подигна Павле меѓу фарисеите и Лутер меѓу мендикантните монаси. Тоа се монаси кои спојат во 11 век, тоа е просечки монаси, монаси кои зависат само од она што луѓето им го дават. Нивната тие проповедаат и живеат од она што ќе го добиат за својата проповед. Така да, тоа значи, Лутер меѓу мендикантите монаси. Евангелието на Божјата благодат било побивано многу пати, било напагено, ранувано, котнувано и оставано како мртво, но обстојува со силата на вечниот живот. Среде борби однатре и страве однадвор, современата црква се уште може да каже: знам дека мојот Спасител живее. Која е идејата овдека на што сака да каже Хатон? Вели, она што одржува црквата е присуството на Светиот Дух. Црквата не е одржувана благодарение на нашите вештини или на нашите способности. Вистината е, тука има така една илустрација ставена, ако една голема компанија, како например General Motors, кој така долго, една од најстарите и успешни компании суштества, ако таа вика беше водена од црковните водачи и служители, одамна ќе пропаднеше. Сака да каже, црквата ги нема најспособните водачи во светот. Црквата е најстарата, најсилната, најмокната богочовечка организам. Зошто? Е водена од Духот, од Светиот Дух. И покрај нашето несовршенство, како човечко раководство, па и ние тука не сме најспособните во Македонија. Не сме најдобрите менаџери, не сме најдобрите политичари, не сме најдобрите организатори, не сме најдобрите водачи. Ама еве, црквата постои и напредува и расте, бидејќи Светиот Дух го прави она што треба да го прави. Духот е таа преобразувачка сила, како што се тие реки од жива вода, која влегува во нас, исполнува со љубов и прави послушност, не води кон послушност на Божите заповеди. И продолжува, вели, нема да ве оставам сираци, ќе дојдам кај вас. И тоа го кажа повторно, зашто знае во каква е ситуацијата. Се уште не разбира, тој ќе им каже, не разбирате, во оној ден ќе разберете. И во оној ден ќе познаете дека јас сум во мојот Отец, вие сте во мене, јас сум со вас и така натаму. Сега сте уплашени и навистина учениците се уплашени. И затоа Христос употребува таква метафора, нема да ве оставам сираци. Не им вели, нема да ве оставам како овци без пастир. Зашто нема да ве оставам сираци е посилно охрабрување. Зашто учениците се почувствуваа како сираци. Се рекоа, еве го, ќе не напушти нашиот водач, нашиот равин. Како ќе останеме без нашиот водач?
ќе останеме на вистина како сираци. И затоа Христос им вели, им дава таа аналогија. Нема да ве оставам како сираци, изгубени во непријателски свет. Ќе останам вашиот заштитник, вашиот родител, со целата грижа што еден родител дава на своите деца. Знаете, нивниот страв е неоснован. Тие ќе бидат уплашени, тие веќе се вознемирени, нивниот страв ќе се зголеми, на крајот ќе се испокријат. И гледаме колку тој страв е неоснован. Христос е со нив, не ги напуштил. Како што многу пати во нашиот живот останува стравот во тешкотиите, мислејќи дека сме напуштени, а Христос вели никогаш нема да ве оставам, никогаш нема да ве заборавам. Знаете, во црквата нема сираци. Да, многу пати се чувствуваме како да сме напуштени, луѓе ќе ни изневерат, ќе останеме без многу работи, никој пат не остануваме сираци. Зашто тој не посинил, тој не посвоил. Не посвоил со сите права што едно законско дете ги има. Иако по природа не сме ние Божи деца. По природа сме деца на темнината, по закон сме Божи деца. И тоа е посилниот механизам да ги добиеш правата, по закон. Зашто некој може биолошки да припаѓа, генетски, но по закон да не биде. Не е признаен. Христос не призна. Бог не призна преку делото на Христос. Објави законски акт со кој што не зеде како своји деца во неговото семејство. Да ги имаме сите права на законско дете. Родени сме како деца на темнината, но тој не посвои. Не роди одново и законски не призна за своји деца. Не љуби како што го љуби својот син. И овие зборови што овде како Христос ги користи, нема да ве оставам сираци, многу испакнуваат така, добиваат на сила, ако се постават на оној мрачен фон во древноста, кога имало случаеви родители да се ги остават своите деца да умрат од глад, од студ. И било тоа честа практика во римскиот свет, во елинистичкиот свет. И посебно ако се роди повторно девојче. Го носеле на место каде што имало ветришта, студ, животни, да бидат изедени. Ова информација е запишена во книгата на Едвард Гибон, еден од најдобрите познавачи на Римската империја. Тоа е капитално дело деклинацијата, декаденцијата, падот на Римската империја. И тој говори, за таа ужасна практика на оставање на децата да умират. Сираци ги оставале, таму за да умрат. И, како што пишува Гибон, знаете ли како престанала таа практика? Ужасна практика. Кога почнале првите христијани, кога почнала црквата да се шири, христијаните оделе на такви места каде што ги оставале децата и ги зимале и си ги гледале како своји. И како што се ширило христијанство и зафаќало се повеќе луѓе, таа практика исчезнала. Зашто луѓето станале христијани и веќе не си ги оставале своите деца. Тоа е разбирањето на христијаните во тоа време за значењето на зборовите што Христос им ги кажа: нема да ве оставам сираци, нема да ве пуштам таму да бидете изедени од зверовите, да умрете од студ. Јас сум со вас. Сигурни сте во вашиот живот во верата. Сигурни сте во вашиот живот со Господ. И тоа е таа слика. Синот е наследник и тоа наследство е гарантирано. Останува во вечност. И тоа е нашата славна сегашност и славна иднина, сигурна иднина. Вели, јас живеам и вие ќе живеете. Смртта не е крајот, гробот не е крајот. Христос воскресна, се вознесе, Христос живее. И бидејќи јас живеам, и вие ќе бидете со воскреснати со мене, и вие ќе живеете. И тоа таа гаранција никогаш нема да ве напушти. Јас ќе ви испратам утешител кој ќе биде со вас довека. Заедништвото е осигурано за секогаш. Христос е нашиот жив Господ, кој што
вети со нас заедница, вети дека има живот со нас заеднички, дека ќе не советува, уптешува, поучува и тоа го изврши. Многу ми наветувале такви работи. Не знам дали сте чули за Худини, тој е познат од кој 19 век ли е илузионист. Тој им ветил на своите следбеници дека ако доаѓаат на неговиот роден ден на гробот, тој ќе им говори. И навистина се собирале. Не знам дали се уште, но кога умрел, се собирале неговиот роден, палеле факли и викале: "О, Худини, зборувај ни, о, Худини, говори ни." Кутри од Худини ништо не можел да им каже. Па има и во христијанството, тоа е во ересите. Мари Бейкер, или како се викаше таа основателката на Christian Science, христијанска наука. Таа кажала на своите последователи: "Кога ќе умрам и ќе ме погребате, ќе пуште телефонска линија од ковчегот до црквата во Бостон, главната црква на Christian Science. И кога некој има потреба, ќе ми се јави. Жешка линија, како се вика тоа." Никој пат не се јавила. Многу кревале по таа линија, никој не се јавил. Таа во ствари била мртва ладна линија, нема как. Зашто само Христос е тој кој што вети и е со нас. Го вети дека не сме сираци. Сите тие оставија сираци, Худини и Бейкер, Мери, сите оставија сираци. Христос не остави сираци. И дури ни вети уште по-така славен однос, рече: "Кој ме љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец. И јас ќе се возлюбам, и јас ќе го возлюбам и ќе му се јавам сам." Ќе му се јавам. Не ни треба телефонска линија. Ни го прати утешителот. Вети дека ќе ни се јави. И не се јави. И е со нас. Многу личен однос. За многу близок однос вели, говори овдека. Со Отецот, со Синот, со Светиот Дух, целата Божествена Троица. Не воведува во тој совршен живот на Троицата. Затоа потоа се моли, нели, во првосвещеничката молитва, која е така еден заклучок на целата таа беседа што ја кажа во овие глави. Да бидеме заедно. И како што живееме посветено, преку проучување на Словото, како што живееме послушно, го запознаваме Господ се подобро и тоа ни се открива се повеќе и повеќе. И така формира вистински копнежи таа љубов во нас која раѓа Духот. Не насочува кон вистинските работи, кон послушност, од љубов да го правиме она што е наша должност кон Бог. Духовно растеме во чистота и мудрост. И нема поголем благослов во животот од тоа. Го љубиме ли Христос или не го љубиме? Или самите се љубиме? Овдека сме се знаеме, но Спрџан говорел пред многу народ и сигурно секој недел имал многу нови луѓе. И кога тој им кажувал, кога им зборувал, на крајот им давал домашно. Тие што дошлят во црква, многу од нив нови, додат дома. И искрено на лист да напишат: го сакат Исус или не го сакат Исус. И потоа размислувајте на тоа. Јас верувам дека сите овдека го сакаме Исус. Меѓутоа, дали копнееме така како што треба да копнееме, за послушност? Расте ли нашата љубов кон Него? Ни дал се што ни треба и ни ветил поголеми дела. Ни ветил утешител, кој со нас, кој не подсетува, кој го обновува, кој не надградува во познавањето. Сето тоа што се случува во нашиот живот не е со напрегање. Не можеме ние по човечки тие работи да ги правиме. Но ако сме во Словото, ако копнееме за Словото, за Христос, ако го проучуваме во молитва, го имаме тоа општење, тоа Слово во нас преку Духот нема да остане мртво, туку ќе оживува се повеќе и повеќе. И таа љубов се повеќе и повеќе се зголемува кон нас. Копнежот да му служиме посветено, да ги извршуваме неговите заповеди. И тогаш, сосема природно, и тие дела што Христос ни ги ветил, ќе ги има. Да бидеме неговите сведоци. Да бидеме оние кои што неговото
Евангелие на спасение ќе го шират во овој свет. Светиот Дух да влегува во што повеќе срца и да носи спасение, да носи светлина. Тоа е нашата мисија. Тоа е поуката што Христос им е даде на учениците, да ја чуват, да извршуваат, кога тој ќе се замене и пак ќе дојде меѓу нив преку Светиот Дух. Тоа е поуката и за нас. Темнината може да е во соседната соба, во нашиот дом, темнината може да е во улицата, во зградата, темнината може да е на работното место, кај колегите, во училиштето, меѓу пријателите. Ние кои го имаме Светиот Дух, Духот на вистината, имаме единствената, тоест невисоката служба да проповедаме. Да прскаме светлина околу нас и таа светлина да опфаќа се повеќе од темнината. Нека Господ не благослови и не помага во сето тоа. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ние ти благодариме за сите овие поуки што ги добиваме преку Твоето Слово. Ти благодариме за тоа што Ти си ги направил достапни за нас. Ти не си Бог кој се криеш, Ти не си мистериозен Бог. Ти копнееш да се откриеш и затоа си ни го дал Твојот Дух во нас да свети, да го оживува Твојот збор и преку него да не преобразува. Христовиот живот да станува пообилен, да се вселува се повеќе во нас. И така, Господи, Ти да видиш нашиот Господар, кој кога бараме во Твоето име, да се гледа Твоето господство, да се извршува Твојата волја и Ти да се прославуваш. Се молиме, Господи, за нашиот народ кој тоне во темнина, во непознавање, во суеверие, во суета, во примитивизам. Се молиме, Господи, посети го. Ти, Господи, раздвижија црквата преку Твојот Дух. Да прскаме, Господи, насекаде Твојата светлина. Да проповедаме Слово на благодат на спасение. И тоа Твое Слово, Господи, да отвара очи, да оживува духовно мртви, да го врши тоа големо чудо. Се молиме, Господи, Ти кој си ветил на Твојата црква по големи дела, тие дела да ги гледаме во Македонија. Како Твојата црква освојува територии во светот за Твоето царство. Печели души за вечен живот. Се молиме, Татко Небесен, работи во нас преку Твојот Дух, давај ни сила, копнеш и води не. Во Христовото име се молиме за сето тоа. Амин.